Ова се регионалните вести. Постигнат договор на средбата на лидерите на политичките партии во земјава со посредство на еврокомесарот Јоханес Хан. Предвремени парламентарни избори ќе се одржат на 24 април следната година. Лидерите на 4 политички партии со посредство на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан по повеќе часовни преговори постигнаа договор за излез од политичката криза во државата. Посредбата со лидерите на ВМРО ДПМН Никола Груевски, на СДСМ Зоран Заев, на ДУИ Али Ахмети и на ДП Амендух Тачи, Хан изјави дека е задоволен од постигнатото. I can tell you we have had an agreement signed by the leaders of the big four parties, and I am grateful for the achievements we will have as agreed early elections. We will focus further on the implementation of the Prive report and the other recommendations of the European Commission. This day is an excellent day and this night for your country. It will open the door very wide to a Euro-Atlantic perspective. I would also like to thank the members of the European Parliament for their contributions, the US ambassador, the ambassador of the European Union, but also the teams of our partners in the country. And I think you can be proud about your leaders in this country to learn, to get and to have a compromise in order to guide your country in a prosperous future. I think the momentum for this country is a perfect one. The international community has recognized that it is necessary to help the country, provided that the country itself is ready to make the necessary reforms. And this has been agreed tonight. Премиерот Никола Груевски, презентирајќи го постигнатиот договор, денеска изјави дека политичката криза во Македонија е решена. Преговорите завршиле успешно со договор за избори и тој е задоволен од постигнатиот договор. СДСМ во сиот изминат период, а и во текот на денешниот ден, правеа максимални напори да пропадне договорот од 2 јуни и да нема избори во април. Ова од причина што тие се свесни дека во април ќе ги загубат изборите и се свесни дека народот не им дава подршка, особено не на овој начин со кој се обидуваа да дојдат на власт, ставајќи ги личните и партиските интереси пред интересите на државата и пред интересите на народот и со користење на интриги и манипулации. Но денес СДСМ беше приклештена да не може да избега од изборите во април 2016. ВМРО ДПМН преговараше самоуверено и не им остави ни најмал простор да избегаат од изборите. ВМРО ДПМН и јас како нејзин председател, како и секогаш досега, интересите на државата и интересите на народот ги ставивме пред личните и пред партиските интереси. Знаејќи дека СДСМ ќе искористи секоја најмала можност да избега од изборите, знаејќи дека нивната цел е континуирана криза во државата, која ќе ја подрие нашата економија, знаејќи дека тие само во една атмосфера на дестабилизација и криза, прилично себично кон народот, ја гледаат својата шанса, ние постигнавме договор. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска на пресконференција изрази задоволство од постигнатиот договор на лидерската средба, на која меѓу другото беше договорено одржување на предвремени парламентарни избори на 24 април следната година. Со денешниот договор се потврди се што во континуитет јас, Социјалдемократскиот сојуз, опозиционата коалиција го докажавме во проектот Вистината за Македонија, дека Никола Груевски и неговите најблиски соработници владеат на криминален и коруптивен начин и дека не поведуваат, туку ги крадат изборните процеси. Никола Груевски ќе поднесе оставка и нема да ја предводи владата што ќе ги организира и спроведе изборите,
што ќе се одржат на 24 април идната година. Заминувањето на Никола Груевски од владата ќе се случи до крајот на оваа година, а изборот на новата влада ќе биде најдоцна до 15 јануари. Тоа што го ветивме, го остваривме. Никола Груевски нема да ги организира и да ги спроведе изборите. СДСМ и опозицијата влегуваат во 5 министерства. Социјалдемократскиот сојуз ќе го предложи новиот министер за внатрешни работи. Покрај Министерството за внатрешни работи, СДСМ и опозицијата ќе предложат и министер за труд и социјална политика. Во Министерството за финансии, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за информатичко општество, СДСМ ќе назначи заменици министри со право на вето. Ќе биде избран специјален јавен обвинител, кој што ќе биде задолжен да спроведе истрага за содржините, доказите и аргументите од проектот Вистината за Македонија. Хан најави дека следната недела во Брисел ќе се одржи состанок на Советот на Европската Унија, на кој ќе се разгледаат потребните реформи. Диалогот на високо ниво ќе продолжи во септември, а потоа ќе следува извештајот за напредокот на земјата. По обвинувањата на советниците од НДП дека зонското паркирање во Гостивар се спроведувало незаконски, општината најави дека ќе поднесе тужба за клевета. Препукувањата меѓу двете страни почнаа на вчерашната седница на Советот, а продолжија преку соопштенија. Превирањата на релација НДП опозиција и локална власт во Гостивар по се изгледа ќе имаат судска развршница. По обвинувањата на советниците од Националната демократска преродба дека зонското паркирање во Гостивар е незаконско, општината најави дека ќе покрене тужба за клевета. Расправата околу организирањето на зонското паркирање, која започна на вчерашната седница на Советот, продолжи преку соопштенија од двете страни. Од НДП побараа зонското паркирање да се повлече оти функционирало нелегално повеќе од 5 месеци. Во образложението велат: единствениот орган кој може да даде дозвола за јавно-приватно партнерство е само општинскиот совет, но во овој совет никогаш досега не е донесена одлука за јавно-приватно партнерство, а општина Гостивар заедно со ЈП Комуналец склучиле партнерство со приватна фирма на нелегален начин. Клеветата не е метод кој треба да служи за правење дневна политика, особено кога сме во благословениот месец Рамазан, вратија од општината. НДП поради незнаење или желба за клевета преку бесмислена реакција сака да ја дезинформира јавноста. Не е вистина дека не постои согласност за договор за јавно-приватно партнерство за управување со паркиралиштата. Согласност постои и е потпишана од градоначалникот на Гостивар врз основа на неговите надлежности, се вели во реакцијата на општината. Развојната програма на Гостивар за 2015 беше уште една тема на препукувања. НДП посочи дека радикалното менување на програмата е аргумент за неадекватно планирање и пропаганда за предвремени избори. Локалната власт пак објасни дека промените не се радикални и се работи за изземање на 6 проекти за сметка на други 20 кои се додадени, за кои во меѓувреме биле обезбедени пари. Исплатата на К15 ќе зависи од финансиската моќ на фирмата. Тетовци се сеќаваат на убавите времиња кога исплатата на регресот за годишен одмор беше задолжителен, а за новиот договор сметаат дека е удар врз животниот стандард на граѓаните. Исплатата на регресот за годишен одмор, познат како К15, повеќе не е задолжителна. Обврската на работодавачите останува, но нема да важи за фирмите со финансиски проблеми. Подпишувањето на договорот помеѓу Сојузот на синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачи во практиката ќе значи дека многу мал дел работници и понатаму ќе примаат К15. Незадолжителната обврска на компаниите да го исплаќаат регресот на годишен одмор е најновиот удар врз животниот стандард на работниците, сметаат тетовци. Никако законито. Уствари нема никој да зема. То било некогаш, сега зависи од расположението на државата, а поточно на ова влада. Би требало да се оствари тоа на работниците еднаш за увек, да се расчистите. Не еден сака по волја,
по ќејф. Па не иде тоа така. Ја мислам дека тоа државата треба да го среди како што треба и стварно заслужуваат граѓаните да ги добијат тие средства, тие мали средства за ова никакво време сега како што е. Више нема готово тоа, да не кажеш, јас сум пензионерка. И тоа се повеќе нема плати, не земаат, многу мизерни земаат плати мали. 100 евра, не помалку, па 15, тоа не е редно сега. Повозрастните тетовци никогашната исплата на К15 ги подсетува на убави времиња. Со тој паричен надомест оделе на одмор цело семејство, велат тие. Сега состојбата е сменета. Според нив, младите тие пари би ги искористиле за преживување. Би требало. Има луѓе кои што не може да мрда. Уствари и за храна ќе ги употреба. А не само за годишен одмор. Во моје време, кога јас работев, тоа беше идеално. Со све деца, на воз, К15, иди, дојди, прошедај се колку имаш, не мора хотел да биде, приватно ќе биде и ќе си пројдеш. Тоа потребно е за денешницата. Од наше време многу убаво беше. Колку толку, некоја дупка се затвораше или пак си одеше некој на одмор со тие мали парички, да речемо. Али многу поубаво од овој урнебес сега што се прави. Добиваме у наше време К15 односно законот. Ние сме работели во образование и сме добивали. Кога се укина за сите. Не може парцијално едни да зема, едни да не зема. Нешто личи тоа. Не верувам да тоа е уставно издржливо. Предходно социјалните партнери дебатираа дали К15 да биде задолжителен за големите компании, да се исплаќа на членовите на синдикатот, да се плаќа на рати или фирмите да бидат ослободени од таа обврска. Учебната 2014-2015 година тетовските градинки младост ја завршија со 720 згрижени деца. Од 1 септември 217 деца кои посетувале градинка ќе бидат првооделенци. Со 720 згрижени деца на возраст од 9 месеци до поаѓање на училиште, Општинската јавна установа Детски градинки младост од Тетово ја заврши учебната 2014-2015 година. Летниот период вообичаено бројката на дечиња кои се згрижени во градинките е намалена и сега изнесува 270. Што се однесува до уписите во градинка, тие траат во текот на целата година и секое испразнето место се надополнува со ново. Им се излегува во пресрети на семејствата во кои нема кој да се грижи за најмладите членови. Школската година 2014-2015 ја завршивме со згрижени деца 720 од 9 месеци до поаѓање во училиште. Освен објектите кои ги имаме со целодневен престој, значи имаме објекти, два објекта, еден во општина Теарце, во село Нераште, кој е со полудневен престој како група во други просторни услови. Исто така во склоп на училиштето во општина Боговиње и ни функционира и уште една група со деца од 3 години до поаѓање во училиште. Во склоп на нашата установа имаме и центри за рандетски развој. Тоа се во Фалише, Голема Речица, во Селце и исто така сега отворивме и во Шипковица. Мислиме дека по потреба на родителите и по нивното барање ќе се отвараат и центри за рандетски развој и во другите места каде што ќе има потреба, бидејќи знаеме дека нашите објекти не ги исполнуваат капацитетите или потребите на родителите, но настојуваме да преку цела година примаме деца со тоа што детето кое ќе се испише одма се надополнува со друго дете. Функционира комисија за прием на деца, каде што родителите кои имаат потреба се пријавуваат и комисијата разгледува и донесува став за итноста на потребата на родителот. Ако е случајот итен, двајцата родители работаат и по нивното кажување дека друг нема кој да им го чува, детето се прима веднаш.
Бројот ни е намален во летниот период на децата. Сега моментално имаме негдека 270 деца. Тоа е поради одморите. И знаеме дека еден голем број на деца не се испиша за минаја во школа. Така што имаме предвид дека и вработените воспитувачи и негувателки во групи си одат на летен одмор. Така што овие број не е мал. Иако постои потреба од нови градинки, изминатата учебна сезона, градинките Младост во Тетово успешно излегле на крај со згрижувањето на деца. Кажано имаме потреба од градинка, но мислим дека не сме толку преоптеретени да не можеме да ги примиме свите деца, бидејќи знаеме, имаме родители кои ќе ги запишат своите деца, па не се толку убедени дека треба да го остават во градинка, со тоа што или плаче, реагира детето, и они, нели, или па со менјавање на стамбено место, ќе се префарли од друг град или такво нешто и си решава да го отпише детето, на тоа место одма запишуваме друго. Значи, оваа година ја завршивме успешно, немавме проблеми да не можеме да примиме дете. Решен е статусот и на вработените во градинката. Значи, со години се влечеше тоа дека во градинките работат волонтери или лица со договор на дело, што сега со законот за трансформација на работен однос, свите тие лица си добија статус како вработени на неопределено во градинка и рачунаме дека сега веќе само тие што ќе се пензионираат ќе добиеме согласности од Министерство и ќе може да ги реализираме активностите. 217 деца кои посетувале градинка од 1 септември учебната 2015-2016 година ќе бидат прводеленци. Општина Тетово објави конкурс за финансирање програми и проекти од областа на културата, спортот и социјалната заштита во интерес на градот Тетово. Сдруженијата и невладините организации можат да аплицираат во рок од 8 дена, почнувајќи од денеска. Општина Тетово ќе финансира програми и проекти од областа на културата, спортот и социјалната заштита во интерес на градот Тетово за 2015 година. Општината од сопствениот буџет за оваа година ќе врши распределба на финансиски средства на културни спортски здруженија и невладини организации кои действуваат на територијата на општината и кои даваат посебен придонес во нејзиниот развој и афирмација. Тие можат да аплицираат на конкурсот во рок од 8 дена почнувајќи од денеска. Значи, според програмата за култура, за спорт, за образование и за социјална заштита, објавен е конкурс за поддршка на активности кои што треба да се реализираат или пак се реализирани или се во тек за 2015 година. И тоа конкурсот е објавен во 3 поглавја, тоа за култура, каде што ќе бидат поддржани културни манифестации и творештва, поддршка на културно-уметнички друштва, дополнително отводени културни активности и манифестации. Од областа на образованието, повторно ќе бидат поддржани активности и манифестации од сферата на образованието, поддршка на дебати, презентации и обуки. Од областа на спортот има поддршка на спортски клубови и спортски сојузи, кои што се аматерски, дополнителни утврдени спортски активности, манифестации, проекти и приредби, како и разни спортски турнири. Исто така имаме и за поддршка од областа на социјалната заштита, каде што ќе поддржуваме организација на едукација за решавање на социјални проблеми, обврска со девијатните однесувања, промоција на родова равноправност, изголемување на потенцијалните за вработување на жените, одбележување на 15 октомври, меѓународниот ден на белиот стап за слепите лица, подобрување и унапредување на социјекономските услови за лицата со хендикеп и така натаму. На овој конкурс може да конкурираат сите правни субјекти кои што се регистрирани во општина Тетово. Пријавите за доделување на финансиските средства треба да бидат детално образложени, документирано од досега постигнатите резултати како и активностите кои се планирани за во идниот период. Едно од критериумите треба да биде од Тетово, значи невладината организација или правниот субјект треба да биде
projekt koji što će biti od ovije oblasti, znači pokrijeno od ovije oblasti i подобlasti и значително ќе влие врз реализацијата на проектот за развојот на културата, на спортот и на социјалната заштита. Потоа експертите ќе ги анализираат сите подносители на проекти и ќе се одлучува кои проекти ќе се поддржуваат ова година, а кои ќе се поддржуваат идната година. Пријавите заедно со потребната документација се доставуваат во архивот на општина Тетово со назнака конкурс за финансирање програми и проекти од областа на културата, спортот и социјалната заштита од интерес на градот Тетово за 2015 година, бирајќи ја областа и точката за која се конкурира. Пријавите со непотполни податоци, како и оние кои нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани. Грчкиот заменик министер за финансии Надија Валавани го информираше премиерот Алексис Ципрас дека поднесува оставка од функцијата, соопшти од министерството. Заменик министерката ја поднела оставката на 13 јули. Валавани во писмото му се заблагодарува на премиерот што и дал можност да им служи на напорите за ослободување. Државните службеници во Грција денеска почнуваат национален штрајк поради планираното за вечерва гласање во парламентот на законот за реформи и мерки за штедење, неопходни за случување на договор со меѓународните кредитори. Судот во германскиот град Лунебург денеска го осуди поранешниот чувар во нацистичкиот логор на смрт Аушвиц, 94-годишниот Оскар Гронинг на 4 години затвор. Гронинг, кој е познат како книговодителот од Аушвиц, е прогласен за виновен поради учество во одземањето и евидентирањето на личниот имот на затворениците при нивното доаѓање во логорот. Во текот на процесот тој се бранеше дека нема сторено никакво кривично дело, дека нема никого убиено, но ја призна својата морална вина за сето она што се случувало во Аушвиц. Неговите адвокати тврдеа дека Гронинг не бил дел од извршениот геноцид, но германското обвинителство остана на својата првична позиција, дека тој со својата работа придонесува за постоењето и одржувањето на логорот. Нуклеарниот договор меѓу Иран и светските сили е политичка победа на Исламската република, изјави денеска иранскиот председател Хасан Рохани, јави иранската државна телевизија. Тој посочи дека вчера постигнатиот договор меѓу Иран и шесторката во Виена значи дека Техеран повеќе нема да се смета за меѓународна закана. Никој нема да може да каже дека Иран се предал. Договорот е правна, техничка и политичка победа на Иран. Тоа е достигнување со кое Иран нема повеќе да биде нарекуван светска закана. На Рохани и додаде дека ниту еден договор не е совршен. Мексиканската влада ги објави снимките од безбедносните камери кои го прикажуваат кралот на дрогата, Хоакин Гузман Луер, познат како Ел Чапо, во последните моменти пред да успее во саботата навечер да побегне низ тунелот, прокопан во неговата челија од строго чуваниот затвор. Сегашното негово бегство представува истовремено и тежок политички удар за мексиканскиот председател Пена Нието. Комесарот за национална безбедност Монте Алехандро Рубидо ја покажа снимката со лош квалитет. На неа се гледа како Гузман оди горе долу по ќелијата, гледа зад зидот кој ја дели туш кабината од просторијата, потоа седнува на креветот и ползејќи заминува зад зидот и исчезнува во видното поле. Зидот го блокирал погледот на половина метар широка дупка која води во тунелот. Американското вселенско летало Нови хоризонти овозможи прв поглед одблиску на планетата Плутон, која е оддалечена од Земјата повеќе милиарди километри. Леталото пристигна до Плутон по епското патување кое почна пред 9,5 години. Тоа беше последната станица на големата турнија на НАСА околу планетите на Сончевиот систем, која траеше скоро половина век. Времето денес беше сончево со мала локална облачност. Дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Утринските температури се движеа од 14 до 19, а дневните од 28 до 36 степени. И утре не очекува суво и топло време. Ќе дува повремено умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 13 до 18, а дневните од 29 до 37 степени.
Временската прогноза беше последната информација за овие регионални вести. Пријатно!